Скршени раце и пршлени поради предизвикот Супермен кој вирално се шири на социјалните мрежи. Скршена урбана опрема поради вандализам и дивење на младите на детските игралишта. Но и многу скршени детски срца поради булинг доживеан од страна на врсниците. Зошто гледавме, Волку, сцени полни со насилство во текот на изминатава година? Ова е едно од прашањата на кое денеска во подкастот Зошто бараме одговор од универзитетската професорка Татјана Стојановска Иванова. Добре ни дојдовте во подкастот Зошто. Добре ве најдов. Навистина би сакала кога би зборувале за некоја друга тема, некоја актуелна, која што би била во смисла на некои нови образовни предизвици, некои нови вредности кои што ќе значат подобрување на општествениот дискурс, но зборуваме за тема која што е во континуитет актуелна, не изгубила од актуелноста, напротив, значи без разлика што живееме во совремие, таа се етаблира уште на пиедесталот на една од темите кои што барат, тоа како не само социолошка мисла и размисла, воопшто научна мисла и размисла. Прашањето зошто, рековте, вие бараме одговор зошто, наједноставно ќе ви одговорам, иако социолозите секогаш велиме не може да има еден фактор или еден одговор, ама ова е многу едноставен одговор, затоа што немаме национална стратегија, за која што зборувам повеќе од 10 години, верувајте, некогаш сметам самата себе си велам дали сето тоа оди во етер или оди во ветар, затоа што не се направи стратегија за национална стратегија за справување и превенирање. Што се случува кај нас? Ке имате медиумски, ке се покрена кога ќе се настане некој проблем и знаете тогаш ке не повикаат неколкумина кои што се занимаваме со таа проблематика И за неколку дена ќе и помине потоа сето тоа се заборава. Затоа велам јас едноставен одговорот, немаме национална стратегија која што подразбира причини. Ние истражуваме повеќе од 10 години зошто се случува. Ги откривме кои се клучните фактори. Не само кога ќе ги откриете, даваме и многу е лесно да критикувате и да коментирате, даваме и соодветни решенија. Има одлични европски практики. Ќе ги прилагодиме и сме дале. Еве сега излезе пред неколку месеци прирачникот од мене, колегата Марија Ангировски, колешката Софија Георгиева. Сега правиме нов прирачник кој што точно ги лоцира и на многу едноставен и симплифициран начин на наставниците и родителите и му кажува како да препознаат, како да реагираат. Но не можете вие, без додека не се стави на ниво на курикулум во образованието, без додека не се направат промени во Законот за родителство, Законот за семејство и Законот за основно и средно образование, каде што ќе имате и казна за родителот, начин, стратегија како да се работи, не само со оној кој што е жртва, туку и со насилникот. Велам, имаме одлични практики, само треба да ги ставиме во легислатива и да се применуваат. Во 2002 година имавте вие држави како типот на Велика Британија, Белгија, кои што имаа навистина проблеми. Направија стратегија која што влезе на ниво на држава во сите образовни институции, имаме значително намалување на насилството. Велам, имаме ресурси, имаме начини, но како да ни се побитни политиката и политиканството, како да ни е се побитно, освен градење на генерации кои што ќе бидат морално и вредносно изградени. Затоа што ако тие се морално и вредносно изградени, ако тие во својот вредносен дискурс имаат пријателство, ненасилство, љубезност, нема да имаме она што денес го имаме. Ако имаме вистинско квалитетно поминато време родителствување, во вистинска смисла на зборот. Ако имаме курикулуми кои што нема да ги обременуваат само со нови информации. Извинете, Емилија, ма мене не ми е гајле колку овци има во Австралија. Мисла, може би е вулгарно кажано. Мене ми е многу побитно дали ќе го прашам детето дали си ти среќен, кои ти работи денес те направија среќен, значи дали му помогна на своето другарче, дали сваќа што е пријателството и да го научиме на тоа. И тогаш ќе имаме квалитетна здраве изградена младина. Кога ќе влезат веќе во образован процес, децата се до некаде изградени како личности, нели се вели дека првите неколку години се и клучни да бидат буквално оној темел
на личноста понатаму, така што еве па додека да стигнат до кај вас до факултет, па тоа е веќе нели сериозно, уште повеќе изградени како личности, но во овој контекст колку се на вистина почнува од дома. И не е фраза, еве кога го зборуваме булингот, ако седи дома, да речеме, родител и дете гледаат нешто на телевизија, ако родителот гледа нешто и рече види оваа на што личи, како се нашминкала или како се облекла или нешто слично, дали со тоа свесно или несвесно даваме дозвола утре во училиште детето на другарка, на другар да рече види се на што личиш. Колку се тие пораки важни? Клучни се тие пораки и не е фраза и колку и да ме обвинуваат дека звучи марксистички, семејството е столб на едно општество. И клетка. И здраво семејство подразбира градење на здрави генерации, а здрави генерации подразбираат градење на здраво општество. Сите истражувања нас ни покажаа дека дисфункционални семејства каде што се оправдува насилството, семејства каде што имате насилство, затоа што имате моменти каде што опресираниот опресира. Ако дома е жртва на семејно насилство, тој потоа го врши истото. Тиктокот, може би не треба да има ригорозно забранување, но сите модели што децата ги гледаат најчесто од социјалните медиуми, затоа што ние живееме во ерата на масовните медиуми. Ние раставме со Мечо Тушко, раставме со Бранко Куцкица, раставме со емисии кои што на крајот има порака, има вредностна димензија. И ти на крајот сваќаш дека што значи пријателство. Колку е неубаво да повредиш некого. Денес ние децата имаат погрешни модели за идентификација. Од друга страна родителите, затоа не спомнав случајно политиканство. Пример еден ќе ви кажам многу едноставен. Во Градинка кога правевме истражување почнавме на ранна возраст. Од таму потекнува сето. И гледам две дечиња меѓу себе се кошкаат меѓу себе и нормално разговарам со нив и велам, а вие што играте? И тој ми се врати едниот и ми вели Никола и Зоки. Јас велам Никола од песничката Никола и Зоки покине, ми вели Никола Гуревски, Зоран Заев. Јас доживувам шок. Значи децата глумат политичари. Потоа, во друга градинка, им велам донесете вие, утре ќе имаме слободна активност, воспитувачките, според наши, нели, она што сакавме да мериме, каква музика слушаат, затоа што и музиката влие врз агресија, што текстови, ниту едно дете не донесе од Тоше некој албум, да не говорам за детски фестивал. Знаете, донесоа некои такви пејачи цедиња, што јас и колешката му рековме, па Цеца за овие Моцарт, јас не ги ни помнам. Текстовите и такви беа небулозни, а децата сами не ги купиле тие цедиња. Ниф им се купени тие цедиња. Кога вие слушате музика, турбо фолк, од која што ве болат ушите, и од која што имате фраза од типот моја мала нема предних зуби, кад ме љуби језиком ме уби, ова сум го запомнила, ги анализирав текстовите со моите студенти. Ова не е смешно, ова е трагично, децата ги пеат тие песни. И вие сваќате дека и како имате генерации кои што може да се испуштени. Не може за време на ковидот, после ковидот сите ги прашавме кого познаваат, сте ни рекоа Венко Филипче. А да не говорам за цртаните филмови кои што се даваат. Да не говорам дека децата си играат Ајше мори се обраќа во Градинка уште. Он ти се викаш Злато Ајше, не, од серијата. Пасете, тука говориме и за дискурсот на жената, за односот кон... Вие, дете мене од 5 годишна возраст ми вика, ме прашува, знаете вие што е швалерка? Ме мола, мислам, ова ги кажувам како примери, за да се потврди тоа. Дека ние имаме тони и тони хартии испишани, снимени разговори каде што ќе се фрапирате што се дете од 4 годишна возраст вас може да ви постави што се страшни небулози. Практично домот е место каде што се поставуваат граници, но и се дава дозвола за да се преминат. Преголемата пермисивност. Не сум јас за автократски тип, но и демократијата кај нас се злоупотребува едно, второ. Се повеќето од со кои што разговаравме, велат, се оправдуваат, па знаете, трката по работа не го оправдува. Тоа пола сат квалитетно родителство ќе придонесе, за да вие му објасните што е добро, што е лошо. Не најлесно е дајте му го мобилниот телефон, без перанс контрола од родители, и тоа гледа се и се што. И затоа имаме ние таков тип на имитирање. Ние дознаваме за неколку повреди. Знаете што е низ Македонија? Знаете дека има повреди сериозни
Едно дете за малце парализирано ќе останеше. Значи, и кога вие викат, и кога ќе ги прашате, вели тоа е игра. Во Гевгелија одиме, правиме истражување, во и ни посочува директорката на едно основно училиште, дека тоа, во родителот кој што ево разговаравме за родителски односи, неговото дете најмногу врши булинг. И ние почнуваме и после 5 минути истиот вели, ама што се овие глупости, вие мене ми одземате време и да не должам на крај, цело време вознемируваш и јас го изнесав, пошто бевме повеќе колеги, велам господина, вашето дете, на едноставен начин, велам, ги малтретира своите другарчиња, врши насилството и ми се врти ми вели. На ти ми се обраќа прва, што ми говориш? Оригинал ќе цитирам. И шо го бутнало 2-3 скали, шо може да скрше од 2-3 скали? Или па вика натепало го. И шо го натепало 3 шамара, тоа ли е тепање? Бе, деца се нека си играат. Кога родителот дома ти кажува дека насилството е игра. И кога тој одобрува насилство. Кога е детето обкружено со цртани филмови кои што продуцираат насилство. Кога во образованието не се говори за вредности за пријателство. Тогаш не имаме генерации кои што продуцираат. Знаете како имаме велам начини. Како е во Шведска. Едно девојче се самоуби, жртва на булинг, мајката потоа формираше фонд. Се приклучи заедницата општината и почнува надпревар за најљубезно дете. Одлична е можност, не треба многу, месечно најљубезно дете, годишно најљубезно. На крајот на годината 5 најљубезни деца добиваат, имаме општествено компании кои сакаат да бидат општествено корисни, добиваат одмор. Сега таму е 70 нешто проценти намалено насилството, секој гледа да биде што пољубезно, имате позитивна компетенција надпревар, а од друга страна ги учите на убави вредности. И некој домино ефект практично. Апсолутно. И треба да се разговара со детето, но треба и награди и казни соодветни. И не само за детето, во капиште со цела година имаме ние случување кои што вандализам класичен. Кога ја казните родителот еднаш, па да работи и социјални служби, има начин како кој се треба да работи, на музикотерапија, физик, општествено корисно да го чисти дворот, например, на училиштето да мете лисија цел. Ем ќе биде корисен, ем ќе се чувствува како казна. И други начини, ако по трет пат го направи тоа, прашајте во скандинавските земји, се одзема родителското право и никој не го прашува дали тој сака или не. А да го вратите е многу потешко. Затоа велам, треба да се почне од корен. Имаме ресурси, можеме, но дали сакаме друга проблем. Сега се пробуваат кампањи, не може си вие само со кампањи тоа да го решите. Додека нема национална здрава стратегија, која што ќе вклучи научна елита, практичари, секој некој што може да придонесе, но да биде на ниво на платформа. И со промена во легислативата, и тогаш ќе имаме резултати. Кога го споменавме булингот, со оглед на тоа што некои модринки не се гледаат со голо око и за да утврдите дека раката е скршена, можете да направите рентген. Меѓутоа, како родителите да утврдат или како да бидат добри дијагностичари кога станува збор за врсничкото насилство, особено пак во период каде што тука се хормоните, па се случуваат некои борби во внатрешниот свет на младата личност и не секој така лесно може да извади пред родителот нешто надвор од себе. Како тука да се допре? Ако детето било екстровертно и најнаш вие приметите дека се затвара само во себе, значи има некој проблем. Второ, разговорот катадневен е разговор кој што треба да го прави родителот. Посетата на друштвото, другарките, честината, колку често пати излегува, се дружи, дури понегуваш и самата облека. Јас дури често пати на тие обуки кои што ги држам, велам, давајте им од време на време да ви нацртаат цртеж или видите што музика слушаат. Преку цртежите, уште од нарана возраст ви откривате боите. Истакнатост на очи, така му тоа психолозите, психијатрите подобро, меѓутоа, како го црта семејството. Родителот најдобро си го познава своето дете. Значи не мора да ја види модринката што велите или на окото, или не знам да дојде со скршен зап или прстот да го боли па да види дека му е скршен прстот. Емоционалното насилство. Психичкото насилство доставаат многу поголеми последици, а тоа може да го види секој родител кога неговото дете е жртва на таковиот тип на насилство. Значи, со разговор, дали повлекувањето, нагло повлекување, дури и во самиот однос родител-дете,
може да имате изблици наеднаш. И сега некои тоа често пати да го препишуваат хормоните му работат. Преиспитајте се дали хормоните му работат. Видете, негогаш е добро да видите што гледа на својот телефон. Има многу интересни кратенки кои што не ги забележуваат. Например, влегувате ви и гледате дека вашето дете си седи на компјутер, работи, ама во горниот десен нагол пишува ПОВ или ПОС. Знаете што значи тоа? 300 и нешто такви има скратеници. И се гледате вие ПОС и на крај памет мислите дека нешто. А тоа значи Parents Over Shoulders. Или гледате ПАВ, лево горе, ПАВ. Не приметувате. Ама тоа значи Parents are watching. Вие мора да имате сознание, поготово денес за сајбер насилството. Тоа е и како има колешката која што е со мене во тимот, Тања Милошевска, го работи сајбербулингот. И точно има таква детална анализа затоа што едно е тие предатори кои што демнат. Да ги обучите ви родителите да видите што прифаќаат децата, не само да прифатиш виртуелен пријател. Дали има цвеќе, дали има животно на профилната слика. Што има, значи ние точно предаторите точно знаеме какви фотографии ставаат, што пишуваат, како привлекуваат, кои ликови ги привлекуваат. И така натаму, и така натаму. Значи родителите имаат задача да влезат подлабоко во овој свет. Родителите и наставниците, верувајте, и сите. Дури јас би направила една кампања медиумска. Затоа што описменувањето е да, но денес како што споменав, живееме во ерата на масовните медиуми, медиумската писменост е клучната, меѓутоа и во смисла на медиумското осознавање, поготово во контекст на социјалните медиуми. И затоа имаме ние жртви кои што често пати го кријат тоа, не сакајки. Јас имам студентка Лани, која што стана и пред цела нејзина генерација призна дека била жртва на предатор, дека била дури силувана и не сакала да каже на нејзините родители, а предаторот бил нејзиниот сосед. И како реагираат другите во моментот? Во моментот тука имаше јас прво, знаете како сите велиме, нели волим театар или не у своји куќи, српска една добра поговорка и сметате дека тоа е нешто далеко од нас. И кога се случи тоа, пошто имаше голема група на студенти, девојчето стане рече јас сакам да признам нешто. И тоа беше шокантно прво за мене, затоа што знаат да ми придат на само, знаејќи дека може да се остана да им помогнам во некој случај, во смисла советодавна. Меѓутоа, тоа беше страшен шок да 5 минути сите онемевме, за да после почна да и дадеме поддршка со 1+, дека се охрабри и да кажеме дека секој некој што му се случило треба да се охрабри да каже, затоа што таа рече последна година се видов дека многу и е полесно денес, затоа што и советував и за да каже на родителите, затоа што сепак родителот тој кој што ти посакува нели најдобро, за да може да се помогне потоа преку други начини на не лекување, меѓутоа помош да полесно го исфрли тоа и да ја заекне својата самодоверба. Таа ми призна, благодарение вика на ова што во континуитет имавме часови, јас се охрабрив да каже пред целата генерација, што е за поздравување, затоа што тоа девојче во себе имало толку многу гнев и урнисана самодоверба, да потоа тоа ќе се исполнила во текот на животот. А има такви илјадници. За крај, колку лесно како општество, како народ ги лепиме тие етикети кои што се многу лесно. Многу лесно. Ние ако видиме предрасудите и стереотипите кај нас се длабоко вкоренети. Многу лесно денес ако некој не носи марка можеме да му кажеме, нели? Имавме сега истражување пред пандемијата околу 180 навреди кои што најчесто се кажуваат, од кои што изделивме 10. Например, беден си, глупав си, значи тоа се сентенци кои што им се лепат, предрасуди и обично се врзуваат или за етничка заедница, или за религиска, или за класната или слоевитата припадност на личноста. Затоа велам лепиме етикети често и на тоа треба да работиме, да се надминат тие стереотипи. Сите сме еднакви. Јас сакам да завршам само со една максима, која што големиот Мартин Лутер Кинг ја рекол.
Генерациите што доаѓаат нема да судат на злото и насилството што го прават лошите луѓе сегогаш ќе постои. Ќе судат на молкот на добрите. И ова е еден повик. Секој оној кој што може да придонесе, да се направи нешто добро, за да имаме здрави генерации, затоа што после 10 години, кога ќе се погледнеме во огледало, нашата совест или внатрешен судија да може да би спие мирно. Сум направила нешто, сум обид, сум ставила парче во мозаикот, ама парче по парче да го направиме целиот мозаик. Професор, ќе ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека ќе биде едно парче во мозаикот и дека во иднина ќе имаме помалку етикети, а повеќе комуникација во сите правци за да се разбереме и за да излезе на површина она што треба или што не треба, па да се тргне настрана. Ви благодарам. И благодарам и маме. Јас се надевам дека во иднина ќе зборуваме за добрите практики и за едно добро, здраво општество, бидејќи здрава младина е предуслов за здраво општество. Почитувани, ви благодарам што го следевте подкастот Зошто на Радио Слободна Европа.